Следниот понеделник и вторник пратениците ќе расправаат за новите министри од реконструираната влада и за нив ќе се гласа поединечно до крајот на вториот ден, информираше на брифинг со новинарите собранискиот спикер Африм Гаши. Пред да се изберат новите 8 министри, најпрво треба да се разрешат од актуелните функции, а потоа премиерот Мицкоски да ги представи пред собранието. Во меѓувреме траат меѓупартиските обиди да се испорача врската од реформската агенда и измена на изборниот законник, зашто Гаши повикува на консензус. Тој смета дека треба да се најде начин за диаспората да гласа на полесен начин и лично оценува дека електронското гласање е добро решение за тоа, иако овој предлог е заглавен со повеќе од 13.000 амандмани кои се уште се преведуваат. Јас сум промотор на идејата да се донесе изборниот законник. Работам на тоа и ги повикувам политичките партии да ги надминат разликите и да постигнат консензус. Лично сум за гласање на диаспората и да се воведе електронското гласање, па дури и кај нас за сите гласачи доколку се обезбедат услови за сигурна идентификација и заштита на тајноста на гласањето. Ако веќе можеме сметки да плаќаме електронски, зошто да не можеме и да гласаме на избори на тој начин? Собранискиот спикер најави дека на агендата на собранието до крајот на овој месец остануваат само ребалансот и пратеничките прашања. За ребалансот на буџетот се поднесени 224 амандмани за кои започнува расправа во среда. Најголем дел од нив, 90, се поднесени од ДУИ, 78 од СДСМ, 51 од Левица и 5 од Вреди. Според најавата од Гаши, финалното решение за буџетот ќе се гласа на седница најдоцна до 23. На 30 јули ќе има редовни пратенички прашања и од почеток на август се очекува пратениците да заминат на годишен одмор.